Мендух Тачи и четворица поранешни членови на Државната изборна комисија предпладнево дојдоа навреме во судот за рочиштето за Титаник 2. И тие и камерите мораа да ги чекаат случувањата надвор од судницата, каде со задоцнување пристигна комбе од затворот во Шуто-Оризари. Во него беше Сашо Мјалков, кој што туку почна да издржува нов 30-дневен притвор за случајот Империја, откако истовремено му беше укинат притворот за случајот Таргет Тврдина, одреден на 21 ноември. Судот не ги открива сите детали од кои причини Мјалков е во притвор, бидејќи актуелната пракса е да не се објавуваат ваквите решенија. Сепак, успеавме да го прочитаме решението од судот, а во него на наше изненадување воопшто не се споменуваат фамозните 11 милиони евра кои што беа главна основа за првиот притвор против Мјалков. Велам фамозните, затоа што во јавноста е споделено само дека станува збор за сознание на финансиското разузнавање, за две сметки кои што не се име на Сашо Мјалков, но за кои што постои сомнеш дека тој ги контролира. Каде исчезна 11 милиони евра и двете сметки, сомнеш со кој на СЈО за прв пат му успеа да го притвори Мјалков, за разлика од судот кој воопшто не ги споменува, од тимот на Катица Јанева велат дека не ги заборавиле парите. Тие средства беа дел од нашето барање за новиот притвор. Барањето за притвор не е јавен документ, па не може да се провери тврдењето. Новиот јавен домен веќе е првото решение за притвор за Мјалков. Судот тогаш не ги пропушти 11 милиони евра под сомнеж дека се на екс-шефот на УБК. На чии сметки се сомнителните 11 милиони евра и од што потекнуваат е уште едно прашање на кое со недели не дава одговор ниту специјалното јавно обвинителство, ниту пак обвинителството за гонење организиран криминал. Кој е случајно или не, неодамна замрзна исто така околу 11 милиони евра на две сметки во постапката за продажбата на дел од центрите за диализа. Клучното лице во тој предмет е Вера Иванова. Таа тврди дека единствен собственик на фирмата Метрополитен, која на почетокот на ноември беше продадена на шведски Диаверум. Но проблемот е што? Пред продажбата, Метрополитен е во собственост на физичкото лице Вера Иванова и правното лице од Дубај, Smart Holding. Газда на Smart Holding според документите кои преку дел од своите адвокати ги приложи Иванова е фирма од британските Девствени острови, General Solutions Services. Нејзиниот адвокат во постапката за замрзнатите средства Звонко Давидовиќ тврди дека и последната фирма во Синџирот е на Вера Иванова. На увид ни беа ставени повеќе документи од Дубај и од Девствените острови, во кои го има и името на Вера Иванова. Но според нашиот увид, во сите тие документи таа е овластено лице потписник, но не и собственик. Кога ќе погледнете фактографски крајниот резултат, Вера Иванова е собственик и на правното лице кое што е собственик на Smart Holding Limited. Од документите што ги приложивте, барем јас лично не гледам дека Вера Иванова е титулар на акциите на британски Девствени острови. Да, затоа што таа е attorney in law, што во други значи овластено лице, а не принципал. Вака, јас ве повикувам да побарате од собственичката и сигурно ќе ви ја даде. Ние овие документи со кои располагаме ни се потребни за предметот и можеби во мигот го немаме, пошто не ни интересирала фирмата од Девствените острови, нас не интересира другиот дел, собственоста на Метрополитен, но истата е собственик по нејзино кажување. Најдобро е да побарате од собственикот Вера Иванова, која верувам ја има комплетната документација околу регистрацијата. Затоа што ние, како адвокатско друштво, сме ангажирани околу замрзнувањето на парите и она што се слуша дека евентуално е отворена предизражна или истражна постапка од обвинителството за организиран криминал. Така да, најдобро е да ги побарате од неа документите за фирмата на Девствените острови. За Smart Holding Limited ви покажавме за Метрополитен. И тука мислам дека нема ништо спорно. Нема ништо спорно, пак ќе кажам, линијата на собствена завршува до британски Девствени острови. Така е. И сега тука имаме една празна точка. Јасно е дека е Вера Иванова и таму представник на таа компанија, тука нема ништо спорно, но од ова што го гледам, не гледам и дека е апсолутен собственик. Вие велите, тврдите да, но како документ не гледам дека е подкрепено во овој момент. Да, но и вие тврдите дека не е собственик, а исто немате документ дека тоа не е така.
Тоа е точно, но на страната на Нејзе е да го докаже спротивното, бидејќи Нејзин имот е замрзнат под некаков сомнеш, нели? Вака, оно што кажавте да докаже е интересна констатација затоа што нема кому да докаже, затоа што ние решението за замрзнување на парите се уште не сме го добиле и покрај тоа што писмено сме се обратиле до судот и сме го добили бројот на предметот од банката, каде што се замрзнати средствата, но одговорот на Основниот суд Скопје 1 Скопје дека се води предиздрачна постапка која е тајна и не се во состојба да ни го достават решението, што е нонсенс. По овој разговор, Давидовиќ дополнително телефонски ни соопшти дека Иванова поседува документ што ја докажува нејзината сопственост на фирмата на Девствените острови, но повторно не можеше да ни го достави бидејќи бил дел од предметот за продажба и ревизија на компанијата. Како што објавивме минатата недела, Вера Иванова се јавува како управител во повеќе друштва: Диамет, Метрополитен, но и Диамет РС, каде сопственик е 21 годишниот Филип Иванов. Филип Иванов пак е газда во уште една фирма, Метромедикал, каде бизнис партнер му е Ристо Новачевски, кумот на екс-премиерот Никола Груевски од неговиот прв брак. Сите домашни компании во мрежата имаат седиште на иста адреса: Јадранска магистрала број 100 во Визбегово. Дел од средствата што ги замрзна обвинителството за гонење организиран криминал се на сметката на фирмата од Дубај, но во Монако. Иванова преку низините адвокати објаснува дека на тој начин сакала полесно да инвестира надвор од Македонија. Но адвокатите не можеа да објаснат во нејзино име зошто и требале две фирми надвор од Македонија, и во Дубај, и во Девствените острови, и дополнителна сметка во Монако. Случајно или не, се тоа се совпаѓа со периодот кога од земјава избега Груевски, а Мијалков влезе во притвор. И двајцата се меѓу ретките македонци поврзувани со Монако. Мијалков поради студиите на неговиот син, Груевски пак, како што своевремено потврди неговата партија, добил понуда за стипендија за докторат на универзитет во Монако, но тој ја одбил, бидејќи немал време за таков ангажман паралелно со премиерската функција.